Почитувани членови на Советот на општина Битола, врз основа на член 26.2 од Статутот на општина Битола, ја отворам 10-тата седница на Советот на општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 23 членови на Советот. Па според тоа, Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локалната самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашања кои се на дневен ред. Ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес дека не може да учествува во процесот на одлучување, ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости. Почитувани членови на Советот, пред да поминеме на утврдување на дневниот ред, ги ставам на усвојање записниците од 8-та седница одржана на 31.3.2026 година и 9-та седница одржана на 8.4.2026 година. Дали има забелешки по однос на записниците од 8-та и 9-та седница? Кој е за усвојување на записниците од 8-та и 9-та седница, молам да крене рака. Едногласно. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Прва точка. Годишен извештај за работата на ТПП Битола за 2025 година. Втора точка. Годишен извештај за работа на ОЈУ, Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола за 2025 година. Трета точка. Годишен план за вработување за 2027 година во ОУ Елпида Караманди Битола. Четврта точка. Годишен план за вработување за 2027 година во ОУ Крсте Петков Мисирков село Бистрица Битола. Петта точка. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на највисок износ на надоместок за користење на објектот Е24 полигон од страна на испитните центри КЈП Нисоградба Битола. Шеста точка. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во МЈП по Педалинг Битола во нето износ од 1667 денари согласно службен весник број 63 од 2026. Седма точка. Решение за разрешување и именување на член во училишниот одбор на СОУ Јане Сандански Битола. Осма точка. Решение за именување на член во училишниот одбор на ОУ Доктор Трифун Пановски Битола. Дали има предлог за измена и дополнување на дневниот ред? Доколку нема, кој е за предложениот дневен ред? Дваесет и осум за, против и воздржани нема, констатирам дека дневниот ред е усвоен. Минуваме на првата точка од дневниот ред. Годишен извештај за работа на ТПП Битола за 2025 година. Го молам известителот да го прочита извештајот. Благодарам, председателе. Комисијата за безбедност при Советот на општина Битола одржа седница на 9.3.2026 година, на која присуствуваа сите членови на комисијата и се усвои дневниот ред на кој се разгледа една точка, тоа е годишниот извештај за работата на територијалната противпожарна единица Битола за 2025 година. Комисијата го поднесува и следниот извештај по разгледувањето на материјалот од точка 1. Комисијата гласаше со 5 гласа за. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Дваесет и седум за, против и воздржани нема, констатирам дека првата точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на втора точка од дневниот ред.
Годишен извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола за 2025 година. Го молам известителот да го прочита извештајот. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници. Комисијата за јавни дејности на Советот на општината Битола одржа седница на 24.4.2026 година на која ја разгледа точката. Точка број 1. Годишен извештај за работата на општинска јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола за 2025 година. По разгледувањето на материјалот по точката од дневниот ред, Комисијата за јавни дејности на Советот им го поднесува следниот извештај. По разгледување на материјалот по точката 1 од дневниот ред, по дискусијата, Комисијата гласаше со 3 гласа за. Ви благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. За, против и воздржани нема. Констатирам дека втората точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на трета точка. Годишен план за вработување за 2027 година во Основно училиште Елпида Караманди Битола. Го молам известителот да го прочита извештајот. Ви благодарам, председателе, колеги и советници, почитувана јавност. Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола одржа седница на ден 27.4.2026 година со продолжение на 29.4.2026 година на која се разгледа: прва точка, годишен план за вработување за 2027 година во Основно општинско училиште Елпида Караманди Битола, годишен план за вработување за 2027 година во Основно општинско училиште Крсте Петков Мисирков село Бистрица Битола. Трета точка, решение за давање согласност на одлуката за утврдување на највисок износ на надоместок за користење на објектот Е24, полигон од страна на испитните центри КЈП Нискоградба. И четврта точка, решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите на МЈП Пела Линк Битола во нето износ од 1667 денари, согласно службен весник на Република Северна Македонија, број 23/2026 од 25.3.2026 година. По разгледувањето на материјалот, по точката од дневниот ред, Комисијата за финансии и буџет на членовите на Советот им го поднесува следниот извештај. Материјалот по точките 1, 2 и 3 од дневниот ред, по дискусијата, Комисијата го гласаше со 3 гласови за и 2 гласови воздржано. Материјалот по точката 4 од дневниот ред, по дискусијата, Комисијата го гласаше со 4 гласови за. Ви благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Седумнаесет за, 1 против, 11 воздржани. Констатирам дека третата точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на четврта точка. Годишен план за вработување за 2027 година во Основно училиште Крсте Петков Мисирков село Бистрица. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. За, 1 против, 9 воздржани. Констатирам дека четвртата точка од дневниот ред е усвоена.
Минуваме на 5-та точка од дневниот ред. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на највисок износ на надоместок за користење на објектот Е24 полигон од страна на испитните центри КЈП Нисиоградба Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. За, 1 против, 12 воздржани. Констатирам дека 5-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 6-та точка од дневниот ред. Решение за давање на согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во МЈП Пела Линк Битола во износ од 1667 денари согласно службен весник број 63 од 2026 година. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. За, против и воздржани нема. Констатирам дека 6-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 7-та точка од дневниот ред. Решение за разрешување и именување на член во училишен одбор на Средно општинско економско училиште Јане Сандански Битола. Го молам известителот да го прочита извештајот. Благодарам председателе, колеги советници, почитувана јавност. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања при Советот на општина Битола одржа седница на 28.4.2026 година на која се разгледа следниот дневен ред. Прва точка, решение за разрешување и именување на член во училишен одбор на Средното општинско економско училиште Јане Сандански Битола, и втора точка, решение за именување на член во училишен одбор на Основното општинско училиште доктор Трифун Пановски Битола. По точка 1 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања од училишниот одбор на Средното општинско економско училиште Јане Сандански Битола предложи да се разреши членот Снежана Петковска, а на нејзино место да биде именуван членот Кристина Димитровска Живковиќ, психолог. Второ, под точка 2 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања од училишниот одбор на Основното општинско училиште Трифун Пановски Битола, поради истечен мандат на членот Мануела Кленковска, предложи да се именува нов член и на нејзино место да биде именуван членот Мимоза Ристевска, машински техничар. Комисијата по разгледување на материјалот и дискусиите по точката 1 од дневниот ред за разрешување гласаше со 3 гласови за и 2 гласови воздржано, а за именување со 3 гласови за и 2 гласови против. И по точката 2 од дневниот ред гласа со 3 гласови за и 2 гласови против. Ви благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. За, 12 против, 1 воздржан. Констатирам дека 7-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 8-та точка од дневниот ред. Решение за именување на член во училишен одбор на Основно училиште доктор Трифун Пановски Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. 16 за, 13 против, 1 воздржан. Констатирам дека 8-та точка од дневниот ред е усвоена. Со оглед на тоа што дневниот
Ред за денешната седница е исцрпен, седницата ја заклучувам. И посакувам пријатен ден на сите.